Министер, председателке, колеги пратеници и јавност. Мој впечаток е дека граѓаните многу малку знаат за GDP, проценти, компарации. Меѓутоа, многу добро разбираат што е несигурност, небезбедност, непредвидливост, мртов систем, лага или кражба. Па сега се размислувам дали всушност ние овдека треба да дискутираме за компарацијата направена од Институтот на предлог буџет со предлог буџет, земајќи во предвид дека предлог буџетот од минатата година загинал низ кулуариве некаде во ноември месец и конечниот дополнет предлог бил издействан во декември. Дали треба да разгледуваме конечен буџет со предлог буџет за наредна година или покраден буџет со единствен буџет, што и најреално звучи. Во минатите 4 години честопати негодував кога се зборуваше за буџетските ставки, заради тоа што сметав дека единствениот факт кој што ги имам во врска со буџетот е количината на хартија која што сме искористиле во принтање на копиите и тонерот кој што е потрошен за негово принтање. Ниедна од бројките за мене не беше релевантна, земајќи во предвид дека од година во година ниеден дел од извршната власт, односно ниедно министерство, немаше конкретни акциони годишни планови, ниту пак завршни сметки. Што нормално кулминираше со изјавите и извештаите на Државниот завод за ревизија, кој што одаците во одредена насока, а сега веќе и со раководителите во делот на одредени сектори на извршната власт. Потука ќе зборуваме малку сега за корупција, која што вообичаено е дефинирана како употреба на јавните ресурси за приватна корист, која што го задава најголемиот и најтешкиот удар на македонското здравство. И да, ќе се фокусирам на здравството, земајќи во предвид дека сум председател на здравствена комисија во ова собрание. Се проценува дека од прилика 6% од здравствените распределби се предмет на корупција, или AKA, што би се рекло, се крадат, и тоа е според Transparency International. Во превод во македонскиот буџет тоа излегува некаде околу 450.000 евра, плюс минус онаа сума која што на анкетната комисија за онкологија увидовме дека недостасува. Претпоставувам дека доколку се направи таква анализа на целокупниот сектор, 450 милиони, тие 6% ќе бидат премалку. Процентот е далеку поголем и износите далеку повисоки. И сега јавна тајна во Македонија се 6 клучни манифестации на корупција, тоа на местото на испорака на услугите, неформални плаќања од пациентот, проневера кражба, отсуство од работа, коруптивни активности за давање услуги, како на пример пренаплаќање и лажни барања за надоместен третман, фаворизирање и видете манипулација со податоци. И ќе зборуваме подробно за манипулацијата со податоци. Така да, всушност, кога зборуваме за буџет, ќе зборуваме за покраден буџет во споредба со реален буџет, прв буџет кој што го имаме. Зошто? Заради тоа што се чини дека позади ковид пандемијата почнала и некоја друга пандемија, а тоа е коруптивна пандемија. И ДЗР, но и неформалните средби во рамки на собранието со различите директори од здравствениот систем укажуваат на ваквиот факт. Ако ја видите скриената пандемија, може да граѓаните да ја почувствуваат на својата кожа преку ковид кризата, односно COVID-19, недостатокот на маски, лекови. Се сеќавате на модуларните болници и тие кошта одредени средства. И беа некаде низ буџетските ставки, иако господинот Ковачевски никогаш немаше одговор за каде тоа се во буџетските ставки. За новиот клинички центар кој што се градеше 7 години, за бесплатното здравство на Заев, за апаратурата која што е набавувана по клиниките, ама сега новите директори никаде не може да ја најдат. Претпоставувам дека ќе ја најде Државниот завод за ревизија или некој друг орган на извршната власт во некои приватни болници, можеби вон границите на оваа држава или приватни лаборатории. За годишните планови, за завршните извештаи, за возилата, за телефоните, за реконструкцијата на клиничките јавни здравствени установи кои што се обавувало овие 7 години, меѓутоа реконструкција единствено ќе најдете на приватните домови на директорите на тие јавни здравствени установи и така натаму. Например, еден облик на погрешна распределба при формулирање на буџет се ова кога службениците издвојувале прекумерни средства за бројот на работници во здравствениот сектор, што резултира со феноменот на работници духови, кои што сега не можеме никаде да ги најдеме ни системот. Ова се однесува на ситуација кога владата лажно тврдела дека повеќе работници постојат на платниот список отколку што се навистина вработени. И сега ако повикате некој од директорите на јавните здравствени установи или пак елементите во системот, ќе видите дека ниедна систематизација
фрагментација не кореспондира со решенијата или пак извештаите на ЈП во однос на платите. Ниеден од вработените речиси не е на своето место согласно систематизација, статутите не се решени, апаратурата нема, кадровските решенија се повеќе од циркузијада. Возила нема, реагенси нема, медикаменти нема, апаратура нема, отпадот не е складиран во здравствениот систем онака како што треба, а архив немаме. Па од тука ќе напоменам уште еднаш дека компарираме непостоечки покраден буџет со примерен буџет. За корупцијата во фаза на извршување на буџетот, истата јавна тајна дека се случуваше при набавка на здравствените услуги и производи. Корупцијата која има во одлуките за проценки на потребите, проценките на предлозите или доделување на договори или во обработката на фактурите или плаќање на договорите. Па од тука не е ни чудно што го нема архивот, а уште помалку е чудно што исчезна целокупната дата база на ФЗМ. Исто така рекетот на пациенти, подкупот или стимулативните плаќања со кои се влијаело на резултатите на набавката. Централизираните процеси кои што не биле автоматизирани или повеќекратни процеси на набавка поради фрагментирани вертикални програми, тенденциозно исклучени од националните системи. Па на тој начин сме немале ни контролни механизми за да видиме каде тој гласан буџет од мнозинството пратеници завршувал. Да не заборавиме дека тој така наречен гласан буџет е нашиот данок и данокот на сите граѓани на оваа држава. По одредените привилегирани кои што се чувствуваа како елити, може би агрегирани некои средства за кои што ќе сносат одговорност во иднина. Во фаза на буџетски надзор, фрагментација, неусогласени процедури или методи на плаќање и тотален недостаток на контролни политики се конечниот резултат е повеќекратни процеси за слични квалификации на стоки и услуги, со што се зголемува и ризикот за така наречена човечка грешка или народски позната како злоупотреба на средства и можност за поттик на плаќање, односно на наместени набавки, рекетирања и кражби. Наместениот абиет за фрагментација или неусогласеност на известувањето за време на фазата на извршување на буџетот во здравство исто така беше не помалку од јавна тајна. И во фазата на извршување на буџетот и во фазата на надзор, обезбедувањето навремен и транспарентен надзор и известување за тоа како се користат ресурсите и кои резултати се постигнати од клучно значење за одговорноста која што граѓаните ја бараат денес. Борбата беше да нема одговорност од сегашната опозиција, односно се да биде во магла. Меѓутоа, тоа нема да остане така. Ако на крајот сакаме повторно да глумиме некоја политичка коректност и направиме компарација на покрадениот предлог буџет, конечен буџет од претходните години, тогаш за здравствениот систем ќе кажам дека само имаме зголемување од 4,6%, правилно распоредување по сегментите со цел стабилизирање на системот, кој што без малку е мртов во оваа држава. Ви благодарам.